Здраво на сите! Јас сум Мила Парјазовска, ученичка во прва година во гимназијата Орце Николов. Денес малку ќе зборуваме за тропизмите, односно за внатрешните компаси на растенијата. При ова истражување, ментор ми беше професорката Борјана Арсова, која сега работи во Јулих, Германија. Растенијата се единствените организми кои може да произведат храна сами за себе, за животните и за луѓето. За да произведат храната, потребни им се вода, светлина и јаглеров диоксид. Јаглеродниот диоксид е прилично достапен во атмосферата, додека светлината и водата не се толку достапни за сите растенија. Растенијата не може да се движат. Доколку еден од ресурсите за правилен раст и развој не е присутен на тамошната положба на растението, тоа може да ја пронеде преку насочени движења кон одредени дразби во неговата средина. Овие насочени движења се нарекуваат тропизми. Кога мислиме на движења кај растенија, веројатно на сите ни текнува на муволовките, кои својот плен го фаќаат преку брзите движења на видоизменетите листови. Морам да ве разочарам, но ова не е тропизам, бидејќи листовите на муволовката ќе се затворат на истиот начин, без разлика од насоката на која што доаѓа дразбата. Се започнува од истражувањето на средината. Доколку едно растение не може да се обезбеди добри животни услови, тоа нема да може да произведе храна, односно ќе умре. За тоа да не се случи, тоа постојано ја бара светлината, водата, хранливите материи, а тоа е исто така осетливо на гравитацијата и на допирот. Денес малку ќе ги продлабочиме нашите знаења во врска со тоа како реагираат на светлината, на гравитацијата и на водата. При моите подготовки, јас изведов неколку експерименти за демонстрација на тропизмите. Во изведувањето на експериментите беа искористени микроскопот кој го добив со наградата Иван Ќостаров, еден мал мобилен микроскоп и специјални кутии за наблюдување на корење. Експериментите направени од мене се прикажани со оваа иконка. Растенијата директно реагираат на светлината преку фототропизмите. Можеме да видиме дека ова мало растение окриви своето стебло за да има поголема изложеност на светлина. Експериментот кој јас го направив за демонстрација на фототропизмите е прикажан на овој диаграм овде. Единствениот извор на светлина е сонцето, чии зраци паѓаат од горниот отвор на оваа затворена кутија. Зраците се прекршуваат и доаѓаат до првобитната положба на растението. Тоа во вистинскиот живот изгледа вака. Тоа прирастот ја следи насоката на зраците на сонцето и расте до врвот на кутијата. Но што е тоа што го тера растението да расте навака? Таа улога ја има ауксинот. Ауксин е растителен хормон кој го поттикнува растот кај растенијата. Можеме да видиме дека кога сончевите зраци паѓаат под прав агол, молекулите ауксин се еднакво распоредени низ целото стебло на растението, па затоа тоа ќе расте нагоре. Додека, ако сончевите зраци паѓаат одстрана, молекулите ауксин ќе се концентрираат само на страната каде нема светлина, па тамошните клетки ќе се издолжат и растението ќе се искриви. На микроскопско ниво тоа изгледа вака. Направен е надолжен пресек на стеблото во една од точките каде се криви. Центарот на стеблото е спроводното снопче и можеме да видиме дека на отприлика исто растојание од центарот на стеблото, на страната на која што има сонце, клетките се многу пократки, бидејќи таму не действувал ауксинот, а на страната на која што немало сонце, клетките се подолги, бидејќи таму действувал ауксинот. Насоката на растението е наваму и оваа слика е направена на 100 пати зголемување. Гравитацијата е невидлива сила која ги движи сите тела до центарот на Земјата. Растенијата исто така реагираат на гравитацијата, бидејќи таа им помага да се ориентираат и да ги пронедат полесно светлината и водата. Манифестациите на насочените движења во и спротивна насока на гравитацијата се нарекуваат гравитропизми.
Позитивни гравитропизми се движење на одредените делови на растенијата во насока на гравитацијата, како кај корењата, додека негативни гравитропизми се движења на деловите од растенијата во насока спротивна од таа на гравитацијата, како кај стеблата. На овој диаграм можеме да видиме дека доколку ја завртиме секцијата каде се наоѓа растенијето, стеблото сепак ќе се ориентира да расте нагоре, а коренот да расте надолу. Ауксинот тука е неговото лачење е поттикнато од различни патишта, но неговиот ефект е ист, бидејќи тој ги тера корењата да растат надолу, а стеблото да расте нагоре. Водата исто така има големо влијание во животот на растенијата. Без неа тие ништо не можат. Па затоа во природата може да се примети дека, например, во мочуриштата или кај другите водени површини, доколку има растенија околу брегот, нивните корења ќе бидат поразвиени на страната на водата отколку на страната на брегот. Движењата кои ги прават во зависност од водата се нарекуваат хидротропизми. Овде не можеме да кажеме дека ауксинот влијае кај сите видови, бидејќи хидротропизмите се релативно касно откриени во споредба со фототропизмите и гравитропизмите, па затоа научниците се уште немаат откриено генерализирана верзија на хидротропизмот. Експериментот кој го направив за прикажување на хидротропизмите е прикажан овде. Растенијата се ставени во специјални кутии за наблюдување на корења и внимателно е ставана вода од едната страна на кутијата. Мислам дека може да се примети и на оваа слика. На страната на која што не беше додавана вода, кореновиот систем е многу помалку развиен и кореновите влакненца се пократки. Тие се овие тенки влакненца на површината на коренот. А додека на страната на која што е додавана вода, кореновите влакненца се многу подолги и кореновиот систем е многу поразвиен. Научниците ги интересирало што ако почнеме да растеме растенија во Вселената. За таа цел се направени голем број испитувања на меѓународната вселенска станица. Откриени се многу интересни работи, од кои една е тропичката хиерархија. Тропичката хиерархија е подредување на тропизмите врз база на тоа како се манифестираат кај растенијата. Откриено е дека хидротропизмите и фототропизмите први ќе се манифестираат кај растенијето, додека дури потоа ќе почне да реагира на гравитацијата, односно доколку нема гравитација, тоа ќе се ориентира според другите услови. Накратко да резимираме се од денес. Тропизмите се насочени движење на растенијата. Ауксинот е тој што ги поттикнува да растат. Фототропизмите се реакции на светлината, гравитропизмите се реакции на гравитацијата и хидротропизмите се реакции на водата. Растенијата се многу кул, нели? Ви благодарам на вниманието.